Почитувани посетители и посетителки на подкастите на Центарот за истражување и креирање политики, добре дојдовте на 9-тиот од серијата од 10 подкасти на кои разговараме со пратениците од Интерпартиската парламентарна група за заштита на природата и борба против загарувањето и климатските промени, или така наречената Зелена собраниска група, како и со еминентни експерти од оваа област. Овие подкасти ги подготвуваме во рамките на проектот за јакнување на капацитетите на неслужбената Зелена собраниска група во Југоисточна Европа, околу усогласеноста со целите на ЕУ поврзани со енергијата и транспортот, а поддржан од ГИС во рамките на Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа, енергија, транспорт и заштита на климата. Нашата цел со овие подкасти е да ви информираме сите вас, слушатели и поддржувачи, за активностите на Зелената парламентарна група, но и да ви пренесеме експертски согледувања и аналитики, кои ќе помогнат во поттикнување на уште посилни зелени политики и акции. Воедно, наша цел е поблиско да ве запознаеме со процесите кои се од суштинско значење за борбата против климатските промени. Денешната епизода ќе биде посветена на енергетската транзиција во Македонија, како и напорите на власта за намалување на користењето фосилни горива согласно заложбите на државата. Наш денешен соговорник е пратеникот Тони Јаревски, кој во овој мандат ја има улогата на координатор на Интерпартиската парламентарна група за заштита на природата и борба против загадувањето и климатските промени, или популарно Зелената група. Пратенико Јаревски, ако може најпрво да ни посочите како функционира Зелената парламентарна група во овој мандат и да ни објасните на кој начин нејзините членови се вклучени во креирањето зелени политики. Добар ден и ви благодарам на поканата. Навистина представува и предизвик, но и задоволство да се предводи Интерпарламентарната група за заштита на природата и воздухот. Ние неформално се јавилиме како Зелена група. Тоа е тело во рамките на Собранието на Република Македонија, каде што покрај формалните тела постои како начин за допринос на специфични теми, во специфични области каде што секој пратеник може да даде својот допринос. Иако е неформална, сепак влегува во сите формални канали на работа и активности на Собранието. Тоа од една страна. Втора страна, самиот начин како е истата опфатот на групата и на темите што ги опфаќаат, дава можност да се приклучат сите. И така е, во нашиот состав имаме представници од сите парламентарни групи. Јас често го нагласувам дека Интерпарламентарната група треба да се доживува како луѓе кои што се искрени поддржувачи на идејата за зелена транзиција, за декарбонизација и за зголемена мобилност во Македонија, или со еден збор искрени пријатели на заштитата на животна средина во Македонија. Се трудиме, или барем тоа ми е основниот порив, да во секојдневието на што го велиме како политичко секојдневие да се надминеме самите себе си и барем на овие теми да успееме да смогнеме сила, да се охрабриме, да преминеме преку партиските догми и за овие прашања да најдеме заеднички јазик. Од тука и токму тоа е нејзината функција. Формалните собраниски комисии и други тела се разбира дека се имаат својот допринос, но преку работата во Интерпарламентарната група, во соработка со многу здруженија, иницијативи граѓански, тука морам да напомнам и одличното искуство што го имаме во соработка со ЦРПМ, допринесува да имаме поискристализиран став, подобро се обработи темата пред да биде офатена во рамките на работата на Собранието. И тука говориме од автентични толкувања па до предлог на закон или дополни измени на законите. Широк спектар е на активности. Се разбира дека можеме да ги користиме сите оние алатки и инструменти што ги нуди деловникот на Собранието, вклучувајќи тука и надзорни расправи, надзорни посети, јавни расправи и така натаму. Неколку беа остварени во претходниот мандат, неколку имавме и сега, но претпоставам дека за тоа ќе продискутираме повеќе во текот на емисијата. Секако, можеме ли да слушнеме повеќе за вашата визија за зелена транзиција на Македонија и кои се според вас клучните предизвици, но и можности во таа насока? Не станува збор за мојата или нашата. Говориме во нашата, во најширока смисла на зборот. Бидејќи зелената транзиција треба да биде нашето следно секојдневие. Тоа треба да биде
порив кон кој што се стремиме сите ние заедно и навистина решавањето на проблемите што се во поглед на загадувањето или хуманата урбанизација или зголемена мобилност, тоа не се проекти кои што може да бидат офатени во еден мандат. Најчесто се капитални инвестиции, тоа е капитални или пристап сериозен кој што изискува сериозни вложувања, кој што офаќа 2 или повеќе мандати. Ние имавме, може би сега е убав момент да го напоменам, имавме една прекрасна надзорна расправа за квалитетот на воздухот. Беа неколку дена траеше, во првиот ден беа офатени исказите и сведочењата на сите експерти, почнувајќи од Светска здравствена организација па до носителите на граѓанскиот активизам во Македонија. Во вториот ден беа офатени представници и сведочењата на сите раководители на здравствени институции, претежно клиники во државата, и третиот ден беше офатено исказите на носителите на општествени институции или органите на државата задолжени за темата. И тоа не го направивме така случајно, бидејќи се повикавме на една јавна расправа од 2018 година, односно поточно на заклучоците што тогаш беа изведени, и практично третиот ден носителите или одговорните лица на институциите требаше да укажат прво пошто е постапено, пошто не е постапено, да се видат проблемите кои што били укажани и да бидат презентирани пред пратениците и пред јавноста сите актуелни работи што се случуваат во однос на она што не било направено, а требало да биде направено. За жал, најголемиот дел, 90% не беше постапено, но од друга страна светлата точка е на сведочењата и на министрите, и на замениците, и на директорите, и премиерот исто така го даде својот исказ пред надзорната расправа, каде што беше презентиран акционен план, беше презентиран и планот за развој, конкретните проекти. Радува фактот што се обезбедени финансиски рамки, радува фактот што сегашните институции превземаат серија на чекори и радува фактот што се спремни веќе следната година веќе да направиме уште една надзорна расправа, да видиме фоллоуапот на превземените чекори. Така да треба да се следат активностите. Јас верувам дека доколку бидеме искрени, доколку бидеме посветени на темата, координирани, се разбира, бидејќи опфаќа мултидисциплинарна, нели, повеќе институции, повеќе теми, доколку сите го имаат истиот пристап, ќе имаме подобрување на сите полиња до. Голема и широка е темата, но еве да се обидеме во овој кратки период да фатиме што е можно повеќе. Кои се најголемите проекти во моментот и што да очекуваме во наредните 5 години, имајќи предвид и комплексноста на овие проекти на нивната реализација? Да, укажавме дека 5 до 10 години се минимум потребни за да добиеме првите конкретни резултати на ова поле. Добро е што можеме да истакнеме неколку позитивни елементи што извршната власт, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, сега ги укажа во периодот кој што следи. Би можеле да отпочнеме со серијата на проекти, повеќе од 280 на број, кои што беа овозможени со финансиската поддршка директна на единиците на локалната самоуправа. Беа сите охрабрени практично од сите представници од сите фели, без оглед дали е власт или опозиција, било која единица на локална самоуправа која што имаше подготвен проект, да аплицира и да обезбеди средства од владата за негова изведба. Жал ми е што некои од општините не беа во доволно добра форма, но оние што беа спремни, веќе им се парите префрлени и веќе работат. Добар дел од проектите со кои што се аплицираше беа токму во делот на екологијата, заштитата на животна средина и така натаму. Исто така подобар дел од другите што не се директно, но индиректно помагаат во делот на подобра животна средина, од типот на, канализациона инфраструктура, одводни системи, атмосферски канализации и така натаму, нешто што може би вака чудно звучи во 21. век, но е многу важен дел во однос на интеграцијата на целокупните системи во Македонија. Понатаму, покрај оваа 1 милијарда што ја говоревме за инвестиции, силниот инвестицијски циклус кој што следува пред нас или што се случува, на кој што се сведоци, можеме да офатиме и во делот на обновливите извори на енергија. Би сакал да ви укажам на два податоци што мислам дека би биле корисни. Например, во 2020 година учеството на термоелектричните централи во вкупниот инсталиран капацитет беа 49,7, сега е намалено на 34,65.
Од друга страна, учеството на обновливите извори во вкупниот инсталиран капацитет, ако во 2020 година изнесуваше 37, во 24 веќе 55,17. Значи имаме и посветена работа, и импулс, и една тенденција на рад каде што се решаваат проблемите. Воедно, морам да укажам на веќе во тече веќе можеби најголемата инвестиција што била сведок Македонија изминативе 30 години, тоа е новиот ветеран парк со огромен капацитет кој што треба да ги реши најголемиот дел од проблемите. Понатаму исто така имавме и фотонапонска електрана Битола 2, Богданци фаза 2 исто така, мораме да кажеме, тука станува збор за дополнителни 50 мегавати. Доволно ќе биде за 20.000 домаќинства и намалување на емисијата на јаглеров диоксид за 63.000 тони годишно. Сериозни се подготовките со договорот подпишан со стратешкиот договор со британската влада и по однос на евентуална можност за проектирање и изведба на Чебрени и Калиште, односно тоа се капацитетите на Црна река и трансформацијата на рек Битола, каде што наместо јаглен би требало да се користи газ во производството на електрична и топлинска енергија, мега проекти се ова кои што Македонија навистина ќе стават на цврстин ноцет. Воедно би сакал да укажам дека се обезбедени средства да се работат и проектите на централите кои што треба да бидат комбинирани за производство на електрична енергија и на топлинска енергија, така наречените когенеративни централи, каде што например проблемот со загадувањето во најголемите градски центри, урбани центри во Македонија ќе се надмине. Скапи проекти се, сложени, комплексни, но веќе се работи, каде што очекуваме да имаме навистина големи резултати, имајќи предвид дека најголемиот загадувач во суштина во Македонија се докаже дека се начинот на грејење во домаќинствата. Ви благодариме за учеството и за вашите инспиративни согледби. Очигледно е дека постои ентузијазам, постојат конкретни акции од страна на пратениците од Зелената собраниска група и тоа е многу охрабрувачки сигнал за иднината на зелените политики во земјава. А вам, почитувани слушатели, ви благодариме што останавте со нас.